Еве ги спремни амандманите околу измените, но како да ги поднесеме? Во петокот, во законски рок, пробано е да ги доставиме во архивата, но како? Не идовме на затворени општински врати. И покрај дупката во буџетот, господата со години уназад имале пракса на Василица да си се напијат, да си се најадат, да си вртат бурече со париче, зелник и слично. И потоа уште утрото на самиот работен ден, во работно време, групно одлучиле сите организирано да го напуштат работното место. Затоа, еве сега овде, врз основа на член 45 од деловникот на Советот на Општината Прилеп, ја поднесуваме ова итна точка на дневен ред, која гласи: Предлог одлука за отпочнување на постапка за изрекување на парична казна, намалување на вкупната нето плата за месец јануари со минус 15% на сите вработени во администрацијата на Општина Прилеп, што своеволно и неоправдано го напуштиле работното место во работно време на ден 14.1.2022 година и пренамена на овие средства за лекување на Бисера Ристевска. Сега барам процедурално, ако може само да образложам итноста на оваа точка. 2 минути само. Итноста за ставање на ова итна предлог точка на дневен ред ја гледам поради прекршувањето на закон за работните односи, лоши пракси, каде што беше доведено во прашање нормалното функционирање на општината, каде многу сограѓани не можеа да ги остварат своите права, обврски и должности према општината, иако многу од нив има земено и слободен ден од работа. И во услови на буџетска криза беше загрозена и онака кревката економија. Доказ се снимките од видеонадзорот во општината, изјава од сведоци и слично. Членови закони што беа прекршени не ги почитува работниот ред и дисциплина, не ги извршува или несовесно и ненавремено ги извршува работните обврски, не се придржува кон прописите што важат за вршење на работите на работно место, не се придржуваат на работно време, распоредот и користењето на работното време. Не побара отсуство или навремено писмено не го известија работодавачот за отсуство од работа. Со средствата за работа не постапуваат совесно или во согласност со техничките упатства за работа. Пракса им беше со општински пари да си се почестат. Не ги почитуваат прописите за заштита при работа, јадеа, пија, не носеки маски и сега пола администрација е во карантин. Незаконски или неовластено ги користеа средствата на работодавачот, во случајот народот. Избираме да се испита која организираше и која плати забавата. Повелете на предлог точка. А околу пренамената на средствата, еве ги овде ја има медицинската документација, може да се разгледа. Благодарам. Во врска со нашево барање за предлог одлука за изрекување парична казна за намалување на вкупната нето плата за месец јануари од минус 15% за сите вработени во администрацијата на Општина Прилеп, што самоволно и неоправдано го напуштиле работното место во работно време на ден 14.1.2022 и пренамена на овие средства за лекување на Бисера Ристевска. Сега образложението за итност го кажа Методија Костовски. Сега, ако Советот не е надлежен за донесување на таква предлог одлука, тогаш Советот законски не е ни надложен, согласно со Законот за минимална плата, за кревање на вредноста на бодо на платите на административните службеници на 85.51 денар. Значи, исто така и овдека Советот нема ингеренција да донесе ваква одлука, така да ова паѓа во вода.